Добро вечер. Вонредна политичка анализа. Вторник, некаде 20 часот и 17 минути. До пред 30 минути имавме интервју со Ване Цветанов, ќе го емитуваме во недела во 22 часот, трае некаде околу 2 часа 7-8 минути. После 2013 година прво интервју на Ване Цветанов, одлично интервју. Борба со дрога, зависности, лечење, бугарско разузнавање, војно разузнавање, Македонска агенција за разузнавање, зошто бил апсен, како бил апсен, шпион и така натаму аферата шпион. Едно одлично интервју, 2 часа 7-8 минути, во еден здив ќе го изгледате. И сега ако можем да направам некоја споредба, после 30 минути после тоа интервју, ја кажувам моја вонредна политичка анализа, 10 пати е потешко да кажувате политички анализи во споредба, например да снимите уште 2-3 интервју, ходиме во странство на тие турнеи, во еден ден снима па во 2, по 3, по 4 интервју, меѓутоа тешко може да направите две вонредни политички анализи. Може би пократка ќе биде ова политичка анализа, да можеме да стигнеме до 22 часот и 30 минути, ако малку задоцнеме, нема да замерите, бидејќи всушност не може да се каже политичка анализа. Имаме во понеделникот реакции на последното интервју на Љубомир Фрчковски, значи главата се уште ви е во интервјуто со Љубомир Фрчковски. Денес го снимаме интервјуто со Ване Цветанов, значи вие мора да се исчистите од претходните интервјуи за да може да кажете нова политичка анализа. Тема на вечерашната политичка анализа Бранко Цренковски. Во последните 30 на дена, трето појавување на Бранко Цренковски. Охрид, па Кичево, па во главниот град на Република Македонија, Скопје. Пред 7-8 дена во кафаната Дукат, во строгиот центар на Скопје. Снимен со неговата верна сенка Зоко Миравац, снимен со Горан Минчев, генерален секретар на партијата Знам и министар во влада на Христијан Мицкоски, снимен со амбасадорот на Република Македонија во Соединетите Американски држави Зоран Попов, кој доаѓа тука во Република Македонија и присутен е на она забава која е популарниот Бурчевски ја прави во ресторанот Балканика, каде што спојува три во едно, негов именден, негов роѓенден и негово заминување во пензија. Не е присутен Христијан Мицкоски, не е присутен Панчо Тошковски, од опозицијата е присутен Венко Филипче и Оливер Спасовски, од власт е присутен министерот за одбрана и така натаму и така натаму. Значи, популарниот Бурчевски заминува во политичка пензија, не е никаков етин коалицијата. Представање таму само на ниво на Никола Колевски Колјон, го нема ни Живко Мокетов. Што ќе рече дека третото појавување на Бранко Црвенковски со фотографија предходно со години се немаше појавено, па дури ни фотографии од свадбата на неговата ќерка немавме видено во јавноста во Република Македонија, освен еден или два портали, нешто ситно, не може да биде случајно, бидејќи на тој начин тој испраќа политичка порака. Например, во истиот момент во кафаната Дукат кога е Бранко Црвенковски е Игор Ивановски Шема, каде што прославува со некои сега новоизбрани академици кои стана членови на МАНУ, присутен е братот на Сашо Мијалков со бизнисменот Антич и тие не се фотографирани. Значи тој што го фотографирал Бранко Црвенковски ги познава и нив, но не биле таргет, не биле цел на таква фотографија. Фотографија се пушта во јавноста и то доаѓа во момент на еден тежок, катастрофален пораз на СДСМ на изборите, подредени внатрешни пребрежја во рамки на СДСМ, па кој ќе биде лидерски победник, па лидерска трка, па лидерска конфронтација, така натаму и така натаму. И на тој начин и тие фотографии кои се прават, после се пуштат до одредени портали блиски на СДСМ, например еден портал направи коментар, па тој подоцна беше избришан, Ерор 404 пише таму, всушност тие го факторизираат Бранко Црвенковски, значи точно ги има проценето. Значи точно знае како ќе имат одредени реакции, се појавува во Охрид, па се појавува Кичо, па се појавува во Скопје, стигат или во наводници дозволува да биде фотографиран, фотографијата стига до портали блиски на македонската опозиција, тие тоа го објавуваат и почнува да се тркала муабетот околу Бранко Црвенковски. Сега има мноштво на прашалници. Зошто тоа го прави, па која е суштината, па која е причината и така натаму и така натаму. Едно од објаснувањата е дека сака да помогне на Максим Димитриевски и на Знам. Второто објаснување дека сака да му помогне или да испрати порака до Христијан Мицкоски да не го менува Горан Минчев, кој преку неговата сестра е во некој старосватовски односи со Бранко Црвенковски. Знаете, Бранко Црвенковски на никого нема помогнато во својата кариера. Така што кога се појавува на тие фотографии, тој не испраќа порака на некој да помогне, туку сака самиот да се факторизира, да се наметни впечаток дека е неопходен елемент или ќе биде неопходен, неизбежен фактор
на еден процес на обединување на левицата, не значи левицата Димитар Апасиев, туку процес на обединување не на СДСМ, процес на обединување на левицата во Република Македонија. Дека тој процес не може да помини без Бранко Цренковски, напротив, дека тој процес мора да биде воден од Бранко Цренковски. Например, ако сакал да му помогне на градоначалникот Максим Димитриевски во Кованово, зошто не му помогнал, например, на Димитар Лабудовиќ? И повеќе пари, и повеќе средства, и повеќе бастион, општина центар за СДСМ во споредба со Куманово, например за СДСМ, не се појавува, не се фотографира Бранко Цренковски со Димитар Лабудовиќ. Зошто? Бидејќи знае дека Горан Герасимовски е кандидат за градоначалник, беше кандидат за градоначалник на македонската олигархија, на урбаната мафија блиска на ВМРО-ДПМН и го гледа или како председател или до председателот во некој идно раководство на СДСМ. Во такви констелации, кога сака СДСМ да биде составен дел на обединување на некоја македонска опозиција, Бранко Цренковски ниту подразно не би се конфронтирал со Горан Герасимовски, бидејќи на тој начин се конфронтира со овие 2, 3, 4 структури кои стојат за него и го пушта низ вода Димитар Лабудовиќ. Така што ако сакал да биде фотографиран за на некој да му помогне, ке се фотографирал со Лабудовиќ, бидејќи не се фотографира, тој го прави тоа што го прави 34 години. Единствено си помага само на самиот себе. Мало прецизирање. Мирослав Лабудовиќ, Димитар Лабудовиќ е неговиот брат. Беше појавен Бранко Цренковски во Охрид, сигурно не се појави за да му помогне на Пецаков, кој ќе беше избран за градоначалник, дали се сликал или не се сликал со Бранко Цренковски, значи се појавил за да може да се врти муабет. И врз база или на баранот на тој муабет да почне се шпекулира, еве го Бранко Цренковски што планира, како планира, нели муабет да се врти околу него. Беше на некој начин во карантин, беше во нафталин, еве го сега излегува од карантин, излегува од нафталин и ќе учествува во политичките процеси, дефинитивно ќе учествува во политичките процеси во Република Македонија. Името СДСМ, Социјалдемократски сојуз на Македонија, формиран 1991-92 година. Не е социјалдемократска партија, бидејќи Славко Милосавлевски и екипата околу Крста Црвенковски тамо некаде пред 30 на години првија формираа партијата и подоцна беше направена трансформацијата на СКМ ПДП во Социјалдемократски сојуз на Република Македонија. Но кога веќе е формиран како СДСМ, тогаш тој мора да функционира како СДСМ. Тоа е сојуз. Кога ве имате сојуз, тогаш таа партија не може да функционира од типот на ВМРО-ДПМН, бидејќи е сојуз на повеќе групи, на повеќе групации, лоби групи, интересовни групи, одредени фракции, некои се за по-лево ориентираност, некои се за по-центар ориентираност, некои се за некои по-стриктни реформи, така натаму, некои со некои дози дополнително на национализам, на патриотизам, бидејќи секогаш македонскиот национализам се до појавата Никола Груевски беше лево ориентиран во Република Македонија, почнувајќи од некаде 41-44 година, па тамо некаде до 2007-2008-2010 година. Кога ќе функционирате како сојуз, тогаш вие мора да правите компромиси кои ќе ги задоволат сите структури или сите групи кои се составен дел на Социјалдемократскиот сојуз. Начинот на функционирање на Бранко Црвенковски, например, се разликува драматично од начинот на функционирање на Никола Груевски. Никола Груевски устрои политичка партија која функционира по негови начела. Има една вертикална поставеност, затоа и беше непобедив на македонската политичка сцена. Овој модел на функционирање на ВМРО-ДПМН не е модел на Љупчо Ѓоргиевски, не е модел ни на Христијан Мицкоски. Никола Груевски го трансформира моделот на функционирање на Љупчо Ѓоргиевски и му го пренесува ваменет на Христијан Мицкоски. Со ваков модел на функционирање на ВМРО-ДПМН тешко би можел да функционира Љупчо Ѓоргиевски, а се уште како некоја влага, како некаква оставштина, му придонесува или му овозможува на Христијан Мицкоски убедливо да победува на сите избори во Република Македонија. Социјалдемократскиот сојуз на Бранко Цренковски функционира како американски амбасадор. Бранко Цренковски нема свои луѓе во структурите на СДСМ. Има блиски пријатели, има сојузници, но компромисот Бранко Цренковски го прави на штета на своите сојузници и на штета на своите пријатели. Тога секогаш овие лоби групи во СДСМ, кои не се по целосна контрола на Бранко Цренковски, јакнат, меѓусебно се конфронтират, луѓето на Бранко Цренковски не напредуваат или не напредуваат доволно за да може да им се спротистават новија лоби групи во СДСМ и Цренковски функционира како американски амбасадор. Како функционира американски амбасадор? Има сила, политичка, безбедносна, разузнавачка, секаква друга сила,
со таа сила со која американците го испраќа тука во Република Македонија, му возможно да жонглира со политичките партии, да може да префарла од една во друга корпа, да јакне или да спушта одредени партии, некој да става на црна листа, некој да трга од црна листа, да се заканува, да купува, да се додворува и така натаму и така натаму. Слично функционира Бранко Цренковски. Малце ке расте Владо Бучковски, малце ке расте Радмила Шекеринска, малце ке расте Зоран Заев. Цело време ќе ги конфронтира, но тој ќе биде единствено НЗС кој ги поврзува тие структури. Зоран Заев не знаеше да функционира на тој начин. Тој функционираше или се обидуваше да функционира слично на Никола Груевски. Ја купи партијата, ја имаше во наводници во свое портфолио партијата, така функционираше, се обиде да наметни струмички модел. Ако имате кандидат од Скопје, ако имате кандидат од Струмица, секојаш ќе го избереше кандидатот од Струмица. Сега беше катастрофално поразен во Струмица и тоа може да отвори одредени процеси во СДСМ во Република Македонија. Но начинот на функционирање на Црвенковски не се разликува само од Никола Груевски, туку се разликува од Зоран Заев. Заев ја поседува партијата, а Бранко Црвенковски владее со партијата по принципот на американски амбасадор. Значи мора да постојат многу групи. Затоа единствено Бранко Црвенковски, ни Владо Бучковски, ни Радмила Шекеринска, ни Зоран Заев не може без сериозна поддршка на меѓународниот фактор да ја обединат СДСМ. Затоа СДСМ се распаѓа вака по шавови, бидејќи ниту еден од нив не зна да функционира како Бранко Цренковски. Како функционира Бранко Цренковски? Неговите луѓе треба да бидат среќни дека пијат кафе со Бранко Цренковски, без да знае Бранко Цренковски да договарат одредени сделки, тендери и така натаму и така натаму, бидејќи ако договарат со Бранко Цренковски никогаш не би можеле да ги добијат или никогаш не би можеле да бидат активни по тоа прашање на тој план, да бидат задоволни дека пијат кафе, но да не добијат политички функции кои би биле соодветни на нивниот политички капацитет, постојано да напредуваат некои други структури, да бидат конфронтирани тие структури и единствен да е изборот Бранко Цренковски да може да ги контролира тие структури. Тоа е Социјалдемократски сојуз на Македонија. Бидејќи овие кои се наследници на Бранко Цренковски, тоа не може да го сватат, да го разберат, а уште помалку да го партиципират или да го спроведат, затоа имаме такви политички кризи во СДСМ. И ако вие анализирате, да речеме, се намалува процентот на гласачи во Република Македонија. И сега во денес во Република Македонија дали има 1,4, 1,5 милиони жители кои живеат тука, тоа можете да го анализирате по сите статистички податоци. Производство, продажба на леп, електрична енергија, телефони, мобилни и така натаму. И така натаму се намалува бројот на жители во Република Македонија. Во наредниот временски период ќе се намалува бројот и на луѓе кои излегуваат на гласање, не само поради биометриските лични карти кои се оведоа некаде пред 10-15 години, туку и поради бројот на намалено население тука во Република Македонија. Тогаш ВМРО ДПМН ќе добие едно стабилно гласачко тело, некаде 250, 60, максимум до 300.000 гласови, СДСМ ќе биде 30, 40, 50.000 гласови помалце од гласачкото стабилно гласачко тело на ВМРО ДПМН, но за разлика од гласачкото тело на ВМРО ДПМН, кој тешко гласа за друга политичка партија, може да седи дома, но тешко гласа за друга политичка партија, гласачкото тело на СДСМ сака да казни, ќе гласа и за ЗНАМ, ќе гласа и за Левица. Па погледнете ги, например, резултатите во општина Аеродром и резултатите на ниво на град Скопје. Членството и симпатизерите на СДСМ масовно гласа за Амар Меценовиќ за Левица, а во општина Аеродром членството на Левица гласаше за кандидатот на ВМРО ДПМН, а не гласаше за кандидатот на СДСМ. Затоа имате такви резултати и во општина Аеродром во вториот круг и на ниво на град Скопје. Значи да не должам. БЦ ќе го следи патот на Киро Глигоров, Радмила Шекеринска, Зоран Заев или кој ќе дојде после нив, ќе го следи патот на Бранко Цренковски. Значи Бранко Цренковски ќе мора во финалето на неговата политичка кариера да заврши како Киро Глигоров. Не велам дека ќе биде на функција, не велам дека ќе мора да претрпи атентат, туку патот на Киро Глигоров ќе мора да го следи Бранко Цренковски, Радмила Шекерински, Зоран Заев ќе го следат или ќе се обидат или се обиделе да го следат патот на Бранко Цренковски. Се вратиме на интервјуто со Љубомир Фрчковски и таа полемика Фрчковски Стео Пендаровски. Зошто Стео Пендаровски е влезен во очите на Љубомир Фрчковски? Знаете, Стео Пендаровски никош не бил играч од некој голем политички формат. Тој бил член можеби на таа Социјалдемократска партија на Славко Милосавлевски, има некои такви информации, па дури можеби бил на некоја функција во таа партија, но никош не бил ниту член, ниту некој битен елемент во структурите на СДСМ. Постојано Бранко Цренковски играл топло-ладно со него и постојано Бранко Цренковски играл на две имиња или на две карти кога сакал да го
Колку сакал да го нервира Зоран Заев. Гледате, кога ќе ги погледнете политичките процеси, кога ќе ги погледнете бројките на гласови на СДСМ по заминување на Бранко Цренковски на председателската функција 2004 година. Бранко Цренковски му помага на Никола Груевски да го порази Владо Бучковски, бидејќи се плаши од Владо Бучковски, бидејќи ако Владо Бучковски останеше на чело на СДСМ после 2006 година, тогаш ќе беше бетониран просторот, ќе беше заграден, ќе беше ограден просторот за враќање на Бранко Цренковски на чело на СДСМ. Бранко Цренковски не го поддржуваше Владо Бучковски. Во оној момент кога виде дека Владо Бучковски на Конгресот 2004 година ќе ја порази Радмила Шекеринска, им даде налог на своите соработници Наташа Савова, Игор Ивановски, Шема и останатите, заедно со Владо Бучковски да влезат на Конгресот во Александар Палац да покажи блисина со победникот Владо Бучковски, но направи се 2006 година Владо Бучковски да ги изгуби изборите од Никола Груевски, ја прави партијата на СДП на Тито Петковски, значи на исти принцип како што беше поразен Димитар Ковачевски, односно СДСМ, кој тој го смета под контрола на Зоран Заев, значи му помага на Никола Груевски да го порази Владо Бучковски, па во оној момент кога Никола Груевски покажува стремеж да го дисциплинира Бранко Цренковски, да го омаловажи Бранко Цренковски, да не го удостои, да не го респектира политичкото кредо, лоби и влијание на Бранко Цренковски, тој се повлекува чекор назад, не дозволува ниту Зоран Ивановски, ниту Игор Ивановски Шема да бидат негови наследници. Знаете, тоа е логиката. Ако луѓе на Бранко Цренковски го наследат Бранко Цренковски на чело на СДСМ, тогаш нема промена. Тогаш и поразот се смета како пораз на Бранко Цренковски. Тогаш зошто да се повлече Бранко Цренковски ако мали Бранко, например Игор Ивановски Шема, го наследи на чело на СДСМ? Тој му помага со повлекувањето на Зоран Заев, веќе точно знае бомби, вистина за Македонија, но не е подготвен тој да го води. Тој процес точно знае како ќе владее Зоран Заев, дека тој струмички концепт на владење кој беше во општина Струмица ќе го инкорпорира и како начин на владење на СДСМ. И тоа што се случува во Струмица, еден колапс, без роми, без гласови, без купување така натаму, ќе се случи на ниво на Република Македонија. Но Зоран Заев му е битен за да влези во процес на вистина за Македонија и процес на симнување од власт на Никола Груевски. Кога доаѓа моментот да го дисциплинира и да го пушти низ вода Зоран Заев, тој станува на страна на Христијан Мицкоски. Прави некакви тајни коалиции со Христијан Мицкоски, ја прави или учествува правење на партијата Знам на Максим Димитриевски, го намалува СДСМ и прави политичка разврска. Кога ќе дојде моментумот да го дисциплинира или да го прати во политичка пензија Христијан Мицкоски, тогаш ќе заигра на некоја структура внатре во ВМРО-ДПМН или ќе влезе во процес на обединување на македонската левица. Така функционираат големите играчи, посебно ако тие големи играчи учествувале во формирање на македонската олигархија, учествувале во формирање на македонските служби. Таа олигархија и тие служби можеби да не сакат да му помогнат на Венко Филипче, но тие ќе им биде многу тешко да не му помогнат на Бранко Цренковски. Тоа е суштината на политичките процеси. Бранко Цренковски секогаш, за да го дисциплинира или да го плаши Зоран Заев, игра на две имиња. Едното е Живко Мукетов, второто е Стево Пендаровски. И кога Стево Пендаровски на оние избори 2013-2014 година Зоран Заев не планира да го кандидира, се колеба до последен момент и ги губи Стево Пендаровските избори против Ѓорги Иванов. Има размислување Стево Пендаровски самиот да се кандидира, да биде поддржан од одредени структури, Горан Минчев, целата екипа која на крај завршува во партијата Знам на Максим Димитриевски. Живко Мукетов во наводници е тиха патња на Бранко Цренковски, го планирал да биде кандидат за градоначалник на Скопје, да води некоја техничка влада и се формира одредена кафетин коалиција која е сосема различна од овие други две коалиции кои функционираат во Република Македонија. Можеби едната да е Кочен Ѓушев, не знам, Бранко Азевски, втората да е Комерцијална банка и третата е кафетин коалиција. Цренковски се обидува да комуницира или да кокетира барем со две од тие големи олигархи во Република Македонија. Како ќе коалицира или како кокетира? Па така како американски амбасадор, да ги држи во нетрпеливост тоа што го правеше во СДСМ, сега ќе го прави во комуникација со олигархија, но во еден момент таа олигархија ќе стане многу посилна и многу помогне од Бранко Цренковски, така што и големиот Бранко Цренковски, ако не располага со некакви скриени адути во рацете, ќе мора да се подпри на овие 2, 3, 4 структури, за да може да влезе во процес на Киро Глигоров, Сојузот за Македонија, обединување на македонската левица или македонската опозиција.
Ајде да се вратиме на Киро Глигоров. 1994 или 1996 година, тоа се двете клучни години. Имате СДСМ кој го води Бранко Црвенковски и така излегуваат на избори 1994 година. Имате Сојуз за Македонија кој го води Киро Глигоров. Киро Глигоров сака Сојузот за Македонија да биде кровна конструкција на сите политички партии кои се спротивни на Васил Топурковски, на Перо Гошев и на ВМРО ДПМН, што ќе рече тој да е начело на Сојуз за Македонија, таму да е Бранко Црвенковски, Социјалистичка партија на Киро Поповски, подоцна Љубисав Иванов Зинго, реформските сили или либералната партија на Стојан Андо, а Бранко Црвенковски да е лидер на една од или најсилната политичка партија која учествува во Сојузот за Македонија. Бидејќи Бранко Црвенковски не се согласува со тоа, тој едва и чека неколку месеци после атентатот на Киро Глигоров, 1996 година после локалните избори, да го во наводници избрка од таа коалиција Стојан Андов и неговата партија и да биде изгласа за премиер без министри на Стојан Андов во таа влада. Нешто слично ќе се случува и сега, со таа разлика што сега Бранко Црвенковски ќе биде во ролјата на Киро Глигоров и Сојузот за Македонија, нема Бранко Црвенковски да биде во ролјата на Бранко Црвенковски, лидер на чело на СДСМ. Зошто Бранко Црвенковски и Љубомир Фрчковски му се љути на Стео Пендаровски. Веројатно Фрчковски му љут бидејќи Стео Пендаровски нешто закашкал или муљал околу неговата номинација за амбасадор во Соединетите Американски држави, подосна нешто не бил многу кооперативен, не му било прифатливо да биде амбасадор во Обединетите нации. Веројатно тука лежи еден дел на конфликтот, еден поголем дел од конфликтот лежи бидејќи Стео Пендаровски очигледно сака да дојде на чело на СДСМ, да не се бори, да го молат и како пообичај да го донесат на чело на некаков процес или на чело на Република Македонија, а тој ни лукјал, ни лук мирисал. Бранко Црвенковски и Стео Пендаровски никогаш не биле сериозни или силни тие политички релации помеѓу Бранко Црвенковски и Стео Пендаровски. Кога кабинетот на председателот на државата е во собранието на Република Македонија, пред да биде изградена председателската вила и резиденција на Водно, Стео Пендаровски беше 1 километар или 1,5 километар со својата канцеларија оддалечен од Бранко Црвенковски. Значи, постојано да е тука, како некаква продолжена рака која останата од времето на Борис Трајковски, но не преблиску или не премногу блиску до Бранко Црвенковски. Не знам дали се сеќавате на она средба, семинар, симпозиум во Ману, некаде пред 3 или пред 4 години. Димитар Ковачевски е премиер, Стео Пендаровски е председател. На тој симпозиум или на таа средба во Ману учествуват и Бранко Црвенковски и Хари Костов. Тога за прв пат е кажана реченицата дека е доволно со ранковниот договор во Република Македонија, дека е реализиран ранковниот договор во Република Македонија и дека сега дојдено време за нов рамковен договор, но сега не за правата на малцинствата во Република Македонија или за правата на албанците, туку за борба против криминалот и корупцијата во Република Македонија. На таа средба Бранко Црвенковски плюс Хари Костов даваат одредени задачи, даваат задачи до Стео Пендаровски, како вели Црвенковски е Пендаровски, некој го води тој процес, и даваат одредени задачи до Димитар Ковачевски. Бидејќи ниту Пендаровски, ниту Димитар Ковачевски не ги реализират тие задачи кои им се ставени на располагање, мора да бидат казнети, да бидат пуштени низ вода од страна на Бранко Црвенковски. На минатогодишните председателски избори Стео Пендаровски сака да го покани Бранко Црвенковски на неговата номинација или неговата промоција да трча трет пат на председателски избори, му откажува Бранко Црвенковски и еден ден после тоа следува номинацијата на Максим Димитриевски, тогаш како председателски кандидат кој трчаше во првиот круг на председателските избори во Република Македонија. Значи пуштен низ вода брутално Стео Пендаровски. Гордана Селјановска па била министар во влада на Бранко Црвенковски. Од фришопови до министар, владата 1994 година касни треба да биде доставен до Македонското собрание конечниот список на владинат состав со министри, Бранко Црвенковски премиер и министри, да се достави до собранието на Република Македонија. Тоа треба да се направи до полнок 00 часот. Ние новинарите чекаме пресконференција. Нема пресконференција, се заминуваме дома и некаде 15 часот по полнок се свикува пресконференција на која Бранко Црвенковски го соопштува составот на идните министри во владата на Република Македонија. До последен момент трае обидувањето. Гордана Селјановска сака да остане министар, кој да биде, како да биде составен тој владен кабинет. Што рече дека Гордана Селјановска е дел на шинелот на Бранко Црвенковски. Бранко Црвенковски и целата екипа работат за Гордана Селјановска да биде брутално казнет, пуштен низ вода
Стево Пендаровски. И вториот играч е Кафетин коалицијата, односно Живко Мукетов. Гледате, како се влие на политичките процеси. Знаете, тие имат пари. Може да купат пиер екипи, може да направат стратегија, може да продадат било што како Кафетин во Република Македонија, но кога ќе им се спротистави човек со памет, кој знае како функционират, како делуват и што прават, и може тоа да го врзи во одредено крпче, тогаш имат многу малку шанси да се спротистават, да речеме, на еден таков спин. Излегува прва информацијата за Кафетин коалиција, дека е сериозна и тоа се покажува на изборите во општина Карпуш и на било кои избори тука во Република Македонија. Па излегувам прв и велам дека ќе реализираат проект Скопје на вода или Скопје на дланка и тоа е оперативен план. И тие размислуваат, прават анализи, прават подготовки да биде веднаш после победата на Сотир Лукровски еден таков план. Кога вие ќе кажете дека Сотир Лукровски е кандидат на Кафетин коалицијата, Сотир Лукровски не може да изгуби на изборите, бидејќи тоа би бил срам и за Христијан Мицкоски и срам за лидерот на таа Кафетин коалиција Живко Мукетов. Што ќе рече, Стефчо Јакимовски не може да победи, овие не смеат да изгубат. Но кога ќе го промовирате проектот Скопје на вода или Скопје на дланка, тие не може цикла веќе да става тамо. На тој начин 100-200 милиони им вадите од џепоите. Сега ќе мора да измислуваат Бардовци на вода, да прават некои елитни, луксузни населби во Бардовци со куќи, па со дворови, со 1000 метри квадратни и така натаму и така натаму. Но тешко ќе го реализира Скопје на вода. Во оној момент кога ќе стават една цигла во проектот Скопје на вода, прво луѓето ќе речат, потоа ви окаже Васко Евтов и тоа за нив ќе биде тешко да може да го проголтат и под број 2 па ќе ги изгаза за процес на бетонизација. Целата таа Кафетин, гледате како вие ќе им направите одредена поента и тие трчат да ги санира штетите на таа поента, што рече дека со тие луѓе може да се игра, со тие луѓе можете да ги дробите, можете да ги манипулирате, можете да им водите кампања, бидејќи тие не се ни толку паметни, немаат ни толку пари да можат се живо и диво да купат, иако сега има некои елементи кои покажуваат дека можат сериозни структури да купат, бидејќи поврзано со Кафетин коалицијата имаше една афера, нивен транспорт фатен во Унгарија, излезе на Ново село, во тој транспорт со лекови случајно завршуваат некакви дончиња, вагончиња и така натаму кои се со руски амбалажи напишени, нели тоа ќе треба да покаже одредена истрага. 4-5 луѓе се суспендирани, да не употребам некој потежок збор. Сега е влезено во процес на санирање на штета, се бришат колку што можат сите траги, дали во компанијата, дали на царински терминали на Ново село излегуват, фатени се во Унгарија, гледате, излегуват на Ново село, поминуваат Бугарија, поминуваат Ромања и поминуваат и фатени во Унгарија. Фатени ке Виктор Орбан. Што ќе рече дека или овие во Унгарија нешто специјално биле заинтересирани тамо да проверат што има во тој транспорт, или тоа е дојавено тука од Република Македонија. Ако е дојавено тука од Република Македонија, тоа се постава прашањето дали на некој му одговара да биде дојавено дека тој транспорт. Веќе знаете, ако се најдат такви елементи во одреден конвој со лекови и влезе нешто што не е пријавено или нешто што може случајно да заврши на некаков руски, украински или не знам каков друг пазар, тоа е сериозен проблем. Ние се јавивме кај Живко Мукетов, се јавивме официјално на неговата страна, се јавивме кај тој што е задолжен за односи со јавност на Околит. Се јавивме во данскиот конзулат во Република Македонија, се јавивме во норвешкиот конзулат во Република Македонија. Постане прашањето дали нивниот почесен конзул кој ги представува интересите на Данска и на Норвешка со исклучок на сегашниот генерален секретар кој од Холандија, претходните двајца генерални секретари на НАТО алијансата беа со потекло од Данска и со потекло од Норвешка, дали може би случајно некакво лекче нивно може да заврши на рускиот пазар? Не добивме никаков одговор, нека продолжиме да го истражуваме тој случај, но немојте да бидете изненадени. По неколку месеци или по неколку години, не јас, туку некој од играчите кои се сега блиски со него, случајно да се сети дека тоа не е во согласност со законите и легислативата на Република Македонија, дека тоа може да ја представува сериозна штета на Република Македонија во прокламирањето на незината НАТО политика и контакти со НАТО сојузниците. Така што Стево Пендаровски сега во некој доглед на Кафетин коалицијата ќе бидат пуштени низ вода токму од нивните сегашни сојузници. Ајде да завршуваме, да не прегази времето. Не знам дали имате погледнато пресконференцијата на Христијан Мицкоски по завршување на вториот круг на локални избори во Република Македонија. Тоа е последно прашање, го прашува Душица Мргија,
дали ќе има предвремени избори во Република Македонија и сега ќе цитирам одговорот на Кристијан Мицкоски. Дел од силите во парламентот ќе се прегрупират во периодот кој следи. Како? Тоа следната емисија. За на крај уште една пикантност. Некаде 95-96 година, мислам во присуство на колешката Мирка Велиновска, има средба кај Тошо Шкартов, еден од символите на поранешната државна безбедност во Социјалистичка република или Народна република Македонија. На таа средба присуствува стариот Мукетов, Трајче Мукетов, присуствува Бранко Цренковски. Кај што Тошо Шкартов му вели на Бранко Цренковски: пушти го низ вода Зоран Верушевски. Не ти треба никаква комуникација, напротив ти прави штета било каква комуникација со Зоран Верушевски. Тоа го слуша Трајче Мукетов. И пуштен низ вода во еден временски период Зоран Верушевски, па вратен, но во основа Бранко Цренковски никогаш трајно, освен во оно прислушкување што беше 2000-2001 година, не се подпре на Зоран Верушевски. Му даваше функции, го праќаше во Рим, го праќаше во Италија, но никогаш не му веруваше до крај на Зоран Верушевски, односно го почитуваше тоа што му кажеш Тошо Шкартов. Синот на Трајче Мукетов сега влезе во кумовски релации со Зоран Верушевски. Гледате, така се развиваат политичките разузнавачки процеси во Република Македонија. Некој е попаметен, некој не е толку паметен. Некој ќе заврши славодобитно, некој нема да заврши славодобитно на политичката сцена. Ново дружење, интервју, недела 22 часот, политичка анализа, вторник гледа часот и 30 минути. До тогаш пријатна вечер Македонија, каде да си.